Good evening, this is Peter Vrtkovski on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придужба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкасел и околината, вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде од Ньюкасел, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Почитувани слушатели, како што најавиме прошлата програма, дека ова година радиостаницата најави дека на 28 декември и 4 јануари ќе нема македонска програма. Поради има одмор за сите во станицата. Поради тоа, вечерва, 21 декември, ќе проследиме нешто за Нова година, нешто за Бадник и нешто за Божик. Иако е порано, ама мораме да проследиме за овие големи празници. На сите слушатели ви посакувам добар одмор, среќни божични, весели новогодишни празници. Одиме со соопштението од свешеникот Пецо Петровски. Во чест на слава на големиот православен Господов ден, празникот на мирот и благосостојбата, како е наречено Христовото раѓање. Божик. Празнувањето започнува од 5 јануари понеделник, денот посветен на предобен отец Наум Охридски чудотворец, службата од 9 со бајлето. Вторник, 6 јануари, ден Бадник, службата започнува 6 часот вечерта, со палење бадниковиот оган, кревање на бадниковото лепче и на крај делење на бадниковите пакетчина за најмалите. Среда, 7 јануари, денот раѓање на Спасителот наш Господ Исус Христос, Божик, служба од 9 со бајлето. После службата се крева славскиот колач. Четврток, 8 јануари, служба Собор на Пресвета Богородица, службата од 9 со бајлето. Петок, 9 јануари, служба посветена на првиот маченик Господов, Свети Стефан, службата од 9 со бајлето. Нека се од Бога благословени празниците со многу здравје и благосостојба во сите домови. Честито католичкиот Божик за сите слушатели на нашето македонско радио. Тоа го посакуваат сите наши друштва и организации овде во Ньюкасел во склоп на нашата македонска општина, а посебно од нашето македонско радио 2NUI-FM, кое се емитува секоја недела од 7 до 8 сатот на вечер, или на YouTube под името Пелистер Production. Слушајте и гледајте Македонско радио. На искрени желби и честитки по повод Божик и сите празници во новата година. На сите слушатели на нашето Македонско радио испраќаат персоналот на радиостаницата 2NUI-FM заедно со водителот на програмата Македонска Пеце Вртковски.
во придужба на управниот одбор при Македонскиот културен центар и преседателот Саше Стојчевски. Потоа пензионерското друштво Гоце Делчев, Друштвото на дневната грижа, Друштвото на женската секција, Друштвото на Стив Наумов со кореографите Симона Кондосорова и Бале Богдановски, управата на школото Гоце Делчев од Нјукастел, фудбалскиот клуб Нјукастел Македонија, фудбалскиот клуб Македонско сонце и многу други наши спонзори на нашето радио. Соопштение во врска со ручекот во вторник. Последен ден за ова година беше во вторникот 17 декември и се враќаат во вторник на 20 јануари, а пензионерите последен ден четвртокот 19, а се враќаат во четврток на 22 јануари. Едно важно соопштение од управата. Се бара помошник на попот Пецо Петровски овде во нашата православна црква Пресвета Богородица. За повеќе информации околу ова јавете се кај преседател Саше Стојчевски на 0408 4901 48. Нова година. Да најавиме дека ќе се одржува игранка за новата година овде во нашиот Македонски културен центар Нјукастел и тоа во среда на 31 декември. Ќе свири одлична музичка група Љубов за музика од Сидне. Куњата ќе има разноврсни јадења, а барот ја располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Цената за оваа новогодишна вечер ќе кошта само $50 со мезе за возрастни, а за деца до 15 години влезот е бесплатен, од 15 до 18 плаќаат само половина карта. За карти кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073 да си обезбедите маса со вашите најблиски. Школо и играурна група. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку овие танцови. Дојдете секоја среда од 5:30 сатот попладне во нашиот Македонски културен центар на 14 Скул Стрит, Бродмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура, воздигнете го богатството и наследството на Македонија, а потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознајте нови пријатели, изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе со заеднички интереси. Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонската заедница и пошироко. Четврто, научете нови ора и начин за како да се приклучите во свадби, прослави и гранки во македонската заедница преку ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство, сите возрасти и вклучувајќи ги најмалите деца, млади и возрастни, сите сте добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда од 5:30 сатот попладне во нашиот Македонски културен центар Нјукастел. А за повеќе информации околу ова, обратете се на Facebook страницата на Македонската заедница Нјукастел. Нешто за нашиот град Нјукастел, за се што се случува во последно време. Како и секогаш, овде во нашиот Македонски културен центар, секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во поголем број, каде се занимаваат некои со играње карти, други со играње на домино и трети играње на шах, а пак останатите гледаат македонски канали со музика и се друго. Исто така во овие сати за занимливо послужени се со кафе, чај, бисквити, сето е бесплатно. Да проследиме нешто и за здравието. Витаминот Д може да спречи 30.000 смртни случаи од рак годишно, покажуваат истражувањата. Суплементацијата со витамин Д може да ја намали смртноста од рак за околу 13%, покажуваат 3 метаанализи на клинички студии. Според научњаците од Германскиот центар за истражување на ракот, доколку сите германци над 50 години земат витамин Д, може да се избегнат до 30.000 смртни случаи од канцер годишно и да добијат над 300.000 години живот.
со потенцијални заштеди во здравствените трошоци. Истражувањата во последните години се фокусираат на влијанието на витаминот Д врз болести како рак, дијабетис, воспалетилни и респираторни заболувања. Мета-анализите кои вклучуваат висококвалитетни рандомизирани студии од целиот свет потврдуваат дека витаминот Д ја намалува смртноста од сите видови рак за 13%. Сепак, биолошките механизми за овој ефект се уште не се целосно разјаснати. Иако стапката на смртност од рак опаѓа во многу земји, новите лекови за рак често имаат висока цена. Витаминот Д пак е релативно ефтин, изјави епидемиологот Херман Бренер од Германија. Недостигниот на витамин Д е чест кај постарите лица и кај пациентите со рак. Според пресметките, суплементацијата со 1000 меѓународни единици витамин Д дневно за 36 милиони германци над 50 години би чинела 900 милиони евра годишно, но би овозможила заштеди од 1150 милиарди евра од трошоците за лекување рак. Тој нагласи дека рутинското тестирање за нивоата на витамин Д не е неопходно, бидејќи дозата од 1000 единици е безбедна и не предизвикува предозирање. Тој посочи дека во земји како Финска, каде храната се збогатува со витамин Д, стапката на смртност од рак е за околу 20% пониска отколку во Германија. Попладневната полчасовна дремка ги прави луѓето повнимателни. Ова дремка од околу 30 минути му овозможува на мозокот да се одмори на начин што ги прави луѓето повнимателни при работата и другите активности. Според стручњаците, знаеме дека тоа е лесен и користен начин за брзо зајакнување на својата будност, концентрација, продуктивност, креативност и расположение, изјави истражувач Џајмс Мас, професор на Универзитетот Корнел. Во својата книга "Спеј за успех", се што мора да знаете за спењето, но сте премногу уморни за да прашате. Тој пишува дека скоро сите луѓе доживуваат попладневен пат на енергијата. Ова се должи на деноноќниот ритм на телото, кој што ги вклучува двата периода на поспаност на секој 24 часа, еднаш навечер и вториот меѓу 14 и 16 часот. Во текот на ноќта, луѓето минуваат низ неколку 90-минутни циклуси на спијање поделени во 5 фази, од лесен до длабок сон, при што најдлабокиот е кон средината. Дневниот сон го следи истиот циклус, поради што МАК не препорачува едночасовна дремка. Будењето од толку длабок сон може да потрае и до 1 час за човек што се врати во нормала благодарение на така наречената енерција на спиењето. Тоа е како малку да влезете во режим на ниска потрошувачка на енергија и да му дозволите на вашето тело да се опорави, изјави Сара Медних, авторка на прирачниот "Дремнете, променете си го животот". Стручњаците веруваат дека кратките дремки не му попречуваат на ноќниот сон, се додека не се случуваат подоцна во денот. Се препорачува исто така дремката секој ден да се случува во исто време. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната "Милионерче" на многу саканото синче Ромеа Лука Гаговски. Му го честитаме 12-тиот роден ден и му пожелуваме многу родендени да си дочека, да си е здраво, живо и весело во понатомошниот живот. Успех во школото и спортот карате. Исто му пожелуваме стреќно поаѓање во гимназијата. Овие сакани желби од се срце му посакуваат тате Тони, мама Бети Гаговски од Волонго. Милионерче, не си играј, давај, 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 бркни си во џебот, имаш пари, давај, давај, не се срами, ставај, ти си пара или ја, не се стискај, давај ти.
srami stavaj, ti si para ili ja, ne se stiskaj davaj ti. Ajde ke ti sviram, ajde, ajde ke ti pejam, ajde, ajde ke ti igram, ajde. Raz, dva, tri, imaš pari ti, 4, 5, 6, ti si golem šef. Imaš pari, ajde ne se žali, vrli jedno bonče, imaš milionče. Imaš pari, ajde ne se žali, vrli jedno bonče, imaš milionče. Ne si igraj, davaj, 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 brkni si vo džepom, imaš pari, davaj, davaj, ne se srami stavaj, ti si para ili ja, ne se stiskaj davaj ti. Milionerče, ne si igraj, davaj, 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 brkni si vo džepom, imaš pari, davaj, davaj, ne se srami stavaj, ti si para ili ja, ne se stiskaj davaj ti. Ajde ke ti sviram, ajde, ajde ke ti pejam, ajde, ajde ke ti igram, ajde. Raz, dva, tri, imaš pari ti, 4, 5, 6, ti si golem šef. Imaš pari, ajde ne se žali, vrli jedno bonče, imaš milionče. Imaš pari, ajde ne se žali, vrli jedno bonče, imaš milionče. Ajde ke ti sviram, ajde, ajde ke ti pejam, ajde, ajde ke ti igram, ajde. Raz, dva, tri, imaš pari ti, 4, 5, 6, ti si golem šef. Imaš pari, ajde ne se žali, vrli jedno bonče, imaš milionče. Imaš pari, ajde ne se žali, vrli jedno bonče, imaš milionče. Со песната Стрејкен роден ден на саканото внуче Ромеја Лука Гаговски. Му го честитаме 12-тиот роден ден и му пожелуваме многу роден дени да си дочека, да си е здраво, живо и весело во понатамошниот живот, дечки. Успех во школото и спортот, карате. Исто така му честитаме среќно поаѓање во гимназија. Да си е весело со тато Тони и мама Бети. Овие убави сакани желби ги посакуваат дедо Цане, баба Лила и војковците Николче и Стевче Цуцумановски.
čestam jaz, happy birthday zapej mi, aj so mene nazdravi, ke pijeme do 3. Ajde ovoj roden den, da mi bide poseben, ke čestam jaz, happy birthday zapej mi, aj so mene nazdravi, ke pijeme do 3. А сега, почитувани слушатели, да проследиме нешто за новата година. Новата година се слави на 1 јануари, што е нов почеток на една година. Време е кога сите сакаме да започнеме со добра нота, препорачано со голема наклонетост и енергија на секаде низ светот. Тоа е еден од најочекуваните прилики и се слави низ целиот свет. Многу луѓе прават среќни новогодишни желби со помош на слики и честитки. Исто и ние ви посакуваме среќна нова година. Новогодишните картички се дефинитивно најшироко распространетата опција за сите што сакаат поблиску до најблиските низ милјите или градовите. Можете да продолжите и да им понудите среќна новогодишна честитка заедно со картичкиве. Испратете честитки на социјалните мрежи или методот WhatsApp за изразување новогодишни честитки, што ги содржи желбите на луѓето да раѓат врвен печаток на самиот почеток на годината. Како што славиш една година, уште мора да се посветите на своите цели ако сакате да ги постигнете. Можеби ќе ви бидат испланирани некои задачи за нова година. Бидете строги кон новата 2026 година и 2026 година цели за вашиот план. Вие само треба да бидете паметни за што било од ова, а не воспитувајте преголема цел за вас. Новата година е омилен празник на сите. Новата година е дефинитивно возбудлив момент. Идеално време е да ги поставите потребните промени за да извлечете максимум од вашата деловна активност и на крајот да зголемите продуктивноста. Прославете среќна нова година со споделување храна и облека на сиромашните луѓе. Испраќањето ќе ви овозможи да заборавите на целата ваша незадоволство и да внесете мир и хармонија во односите покрај општеството. Во мрежата се гледа дека новата година е меѓу најголемите теми за пребарување по ренгирање, бидејќи земјата Индија обезбедува широк спектар на различни сезони, така што повеќе луѓе од целиот свет доаѓа во Индија за да ја прослават својата нова година и да обезбедат нова година, почеток што може да го запомнат за секоја година. Нека оваа година Господ ви даде 5 работи. Сонце да те стоплиме, месечината да ве шармира, ангел да те заштити, вистинска љубов да се грижи за тебе, другар да те слушам. Духот на сезоната за нова година нека ги исполни твоето срце со спокојство и мир. Ви посакувам среќна нова година. Моите најсрдечни желби за новата
голема година. Бог да ве благослови, ви посакувам многу среќна нова година. Најдобрите среќни новогодишни СМС за пријатели. Бог нека ви подари стил да го претвориш твојот сон во реалност во ова нова година. Ви посакувам среќна нова година. Се надевам дека твојот живот ќе биде полн со изненадување и радост во новата година што треба да започне. Нека све благословени со се што сакате во животот. Бранувајте с Богом на старото и прифатете го новото со полна надеж, сон и амбиција. Ви посакувам среќна нова година полна со среќа. Нека ова нова година ви донесе многу радост и забава. Да најдете мир, љубов и успех, испраќајќи ја мојата најсрдечна новогодишна желба за вас. Запомнете ги сите добри спомени што сте ги направиле и знајте дека вашиот живот ќе биде толку полн со чуда во наредната 2026 година. Среќна нова 2026 година. Нека новата година ви донесе среќа, мир и просперитет. Уште една прекрасна година ќе заврши, но не грижете се, уште една година е на пат да го декорирате вашиот живот со неограничени бој на радост. Најдобрите пријателства се оние што не исчезнуваат без оглед на се. Тие стареат и го прават животот вреден за живот кога работите ќе тргнат наопаку. Благодарам, другар, за се. Имајте благословена нова 2026 година. Новата година нека ви донесе сите добри работи во животот, што навистина ги заслужувате. Веќе имавте неверојатна година и ќе имате уште една неверојатна година. Вашето присуство во нашиот живот е како отворена врата што ја пречекува среќата и радоста во изобилство. Никогаш порано не сум се чувствувал толку жив. Среќна нова 2020 година. Да сум барем еден дедо мраз, па со санка да ви дојдам меѓу вас. Баш ќе биде генијално, ако тоа биде стварно. Сите желби ќе ги исполнам за час. Баш ќе биде генијално, ако тоа биде стварно. Сите желби ќе ги исполнам за час. Да можам да сум снегурка, светла нежна како детска насмевка. А од небо да си летнеш и на дланка да ни светнеш. Сон во јаве ќе ви претворам за час. Баш ќе биде генијално, ако тоа биде стварно. Сите желби ќе ги исполнам за вас. Милион светла нека горат, лампиони и балони. Стара година ќе мине покрај нас. И со новата што иде, генијално ќе ни биде. Генијалци, Среќно да ни биде. Милион светла нека горат, лампиони. и балони. Стара година ќе мине покрај нас. И со новата што иде, генијално ќе ни биде. Генијалци, Среќно да ни биде. И со новата што иде, генијално ќе ни биде. генијалци, Среќно да ни биде. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Милион светла нека горат, лампиони и балони. Стара година ќе мине покрај нас. И со новата што иде, генијално ќе ни биде. Генијалци, Среќно да ни биде. И со новата што иде, генијално ќе ни биде. генијалци, Среќно да ни биде. генијалци, Среќно да ни биде. Среќна нова година! Новата година од секогаш ги буди најискрените чувства и очекувања кај секој од нас. Затоа сите ние со нетрпение очекуваме старото што побрзо да пројде, за новото да дојде и со себе да донесе нова надеж. Надеж дека во годината што доаѓа ќе имаме здравие, ќе шириме љубов и милост, ќе живееме во радост и во среќа.
надеж дека таа радост ќе можеме да ја споделиме со нашите ближни. Затоа да им посветиме љубов и внимание на нашите семејства, на нашите деца, на нашите соседи и пријатели. Да бидеме солидарни кон болните, немоќните и кон секој што има потреба од наша поддршка и помош. Да бидеме благодарни кон храбрите чувари на нашата безбедност. Имаме историска одговорност, нагласува председателот. Нашите потомци да им ја оставиме Македонија посилна и поуспешна отколку што ја наследивме од нашите предци. Затоа сплотетени со чувство за државност и за сувереност да продолжиме да ја градиме Македонија според највисоките европски вредни, стандардни и критериуми. Да продолжиме да градиме праведно општество втемелено врз мирот, вистината и слободата. Најубави новогодишни пораки и честитки. Топлината и убавината на новогодишните празници е во мајгијата на споделување среќа, а таа се шири и пренесува само со убави зборови. Затоа овие денови не штедете на убави мисли. Без да се двоумите, напишете убава порака и споделете ја со оние кои ги сакате. Ова се наши новогодишни предлози. Кога се менуваат години две, нека ви донесат се. Секоја желба што во срце ви се кова, нека ви ја исполни годината нова. Среќна нова година 2026. Среќата нека биде вечност во вашиот дом. Љубовта вечен пријател, здравието непресушно богатство. Нека новата година ви ја осветли душата, ја исполни со најубави чувства и нека Бог ви подари се што немате и сочува се што има и сакаш. Среќна нова година. Во новата 2026 ви посакуваме многу подароци под вашата елка, многу среќа во вашиот дом и уште повеќе љубов во вашите срца. Среќни празници. Ако здравието е најважно, среќата најпотребна, а љубовта неопходна, искрено ви посакувам тоа да биде дел од вашиот живот во ова нова 2026 година. Во новата 2026 година ви посакуваме многу незаборавни моменти на среќа, радост и успех, заедно со вашите најблиски. Среќни празници. Нека новата 2026 година ви биде бисер, чија школка ќе го чува вашето здравие, љубов и спокојство во душата и домот. Спокоен сон, ведра мисла, добро здравие и љубов од саканите нека бидат само дел од убавите нешта кои ќе ви посакувам во новата 2026 година. Во новата година имајте повеќе време за себе и своите блиски. Бидете исполнети со љубов и здравие и имајте прекрасни доживувања. Нека е среќна и берикетна. Ви посакувам стихови обвиени со снегулки и добрина, ви посакувам најубави желби во ова ноќ што се капе во убавината. Нешто и за Божик. Во Македонија православните верници го слават Божик и Бадник, каде се палеа огнови. Тој ден е мирно, како што велат граѓаните. Божик се празнува во топла домашна атмосфера со најблиското семејство и покрај богата трпеза, ни потврдија неколку верници кои покрај соборната црква во Скопје. Во јавноста сепак не изостануваат различните коментари околу начинот на празнување Божик, колку тоа го почитува верските обичаи, а колку условно речено. Во Скопје се палеа огнови и во пресрет на Божик, но и пред Бадник. Ги имаше буквално на секоја ќоше. Во секој град различни се обичаите, така и за Коледе. Коледе е еден ден пред Божик, Христовото раѓање. На овој ден се палат огнови, се пие ракија и вино, се пеат мрсни песни, така за црквата тоа е пагански празник. За црквата тоа е една појава кај луѓето кои се собират на огнот и пеат многу песни кои не одговарат со самиот празник. А овие се најубавите Божикни пораки. Модерната технологија го промени начинот на живот, а недостатокот на слободно време доведува до тоа Божик се почесто да се честита со испраќање пораки преку мобилните телефони.
Не препуштајте да им го честитате овој голем празник на вашите најдраги личности, а за тоа можете да ги искористите овие божикни пораки. Прво, срцето на човекот го смилува неговиот пат, а Бог управува со неговите чекори. Се што правите, каде и да одите, нека биде благословен вашиот пат. Среќен Божик. Второ, дозволете Бог да се всели во вашето срце. Љубовта во вас да се раѓа секој ден, затоа што Божик станува видлив во секоја љубов меѓу луѓето. Христос се роди. Трето, нека тишината на овој свет ден ви донесе мир во надежта, радост во животот и љубов за оние со кои живеете. Од срце ви посакувам мирни денови. Христос се роди. Четврто, нека сребрените здраци од божикното утро го осветлат вашиот подарок, вашиот надеж, бидете здрави и силни и полни со среќа. Божик радоста доаѓа од небото и тоа е она што ви треба. Бидете исполнети со здравје, насмевки и љубов. Имајте мир во вашиот дом. Кога последната свеќа на бадник догорува, слушајте го срцето што ти зборува. Нека радост и среќа во животот ве води, среќен Божик. Божјата милост насекаде нека ве прати, нека за доброто со добро ви се врати. Христос насекаде да ве води. Среќен Божик, Христос се роди. Денешниот блажен ден нека ви биде радосен. Божик вратата да ви ја злати, секоја среќа нека ве прати. Во вашето тело здравје, во душата мир, во мислите спокој, во срцето младост. Ви испраќам полна вреќа радост. Бадниковата вечер нека го избрише сето она што сакаш да го заборавиш, а божикното утро ти исплете венец од здравје, среќа, љубов и Божји благослов. Нека божикниот дух ти го сполни срцето, нека те одведи каде што посакаш, нека ги исполни сите твои молитви и нека ти ја подари смиреноста и страјноста и љубовта на Исус. На Божик простете им на оние кои ви изгрешиле, подарете им љубов на најблиските, помогнете им на тажните, а на полноќ погледнете го во небото. Ќе видите звезда што оди и тивко, одговорете, Христос се роди. На тивката Божик на ноќ, нека во вашето срце се всели радост, љубов и надеж. Бидете здрави, силни и посилни со среќа. Среќен Божик. Слушајте, слава
Почитувани слушатели, да ги проследиме уште една соопштенијата од Њукастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Во чест и слава на големиот православен Господов ден, празникот на мирот и благосостојбата, како е наречено Христовото раѓање, Божик. Празнувањето започнува од 5 јануари, понеделник, денот посветен на предобен отец Наум Охридски чудотворец. Службата од 9 сато сабајлето. Вторник, 6 јануари, ден Бадник. Службата започнува во 6 часот вечерта со палење бадниковиот оган, кревање на бадниковото лепче и на крај делење на бадниковите пакетчина за најмалите. Среда, 9 јануари, денот раѓање на Спасителот наш Господ Исус Христос, Божик. Служба од 9 сато сабајлето. После службата се крева славскиот колач. Четврток, 8 јануари, служба, собор на Пресвета Богородица, службата од 9 сато сабајлето. Петок, 9 јануари, служба, посветен на првиот маченик Господов Свети Стефан, службата од 9 сато сабајлето. Нека се од Бога благословени празниците со многу здравје и благосостојба во сите домови. Да повториме уште еднаш, како што најави прошлата програма, дека оваа година радиостаницата најави на 28 декември и 4 јануари ќе нема македонска програма поради има одмор за сите во станицата. Поради тоа вечерва 21 декември ќе проследиме нешто за нова година, нешто за Бадник и за Божик, иако е порано, ама мора да проследиме за овие големи празници. Соопштение во врска со ручекот во вторник. Последен ден беше прошлата среда на 17 декември, а се враќаат за ручек во вторник на 20 јануари. Исто така пензионерите последен ден беше во четвртокот 19, а се враќаат во четврток на 22 јануари. Едно многу важно соопштение од управата овде во Њукастел. Се бара помошник на попот Пецо Петровски овде во нашата православна црква Пресвета Богородица. За повеќе информации, јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 0408 4901 48. Нова година, да најавиме дека ќе се одржи игранка за Нова година овде во нашиот Македонски културен центар Њукастел и тоа во среда на 31 декември. Ќе свири одлична музичка група Љубов за музика од Сидне. Куњата ќе има разноврсни јадења, а барот ќе располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Цената за ова новогодишна вечер ќе кошта само $50 со мезе за возрастни. За деца до 15 години влезот е бесплатен. Од 15 до 18 плаќаат половина карта. За карти кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073, за да си обезбедите маса со вашите најблиски. Нешто за Божик. На овој ден опростете им на твоите должници, подарете им бакнеш на твоите ближни, помогни им на тажните, а на полноќ погледни кон небото и ќе видиш звезда што оди тогаш, тивко речи Христос се роди. Кога последната свеќа на Бадник догорува, слушај го срцето што ти зборува. Нека радост и стреќа во животот те води, стреќен Божик. Божјата милост насекаде нека ве прати, нека за доброто со добро ви се врати. Христос насекаде да ве води. Стреќен Божик. Денешниот Божикен ден нека ви даде радостен. Божик вратата да ви е злати, секога стреќа нека ве прати. Ангел срцето кон љубов нека го води, мир Божји. Рана зора додека се руди, коледарска песна вас нека ве буди. Стреќа и радост Господ нека дари, полна софра, а и многу пари. Нека Бадниковата вечер го избрише сето она што сакаш, да го заборавиш, а Божикното утро ви испрете венец од здравје, стреќа, љубов и Божји благослов. Во телото здравје, во душата мир, во мислите радост, во срцето младост и љубовна стреќа. Сето ова го рекол Исус кога се родил и навистина се роди. Нека Бадниковата вечер ви биде најбогата, во телото здравје, во душата мир.
И додека последниот миг од бадник догорува, слушнете го срцето што зборува. Нека низ животот среќа ве води, среќен Божи. Како што бадниковиот оган се ложи, во вашиот дом среќа да се множи. Нека светла звезда во животот вас ве води, зашто денес е Божи. Христос се роди. Денешниот блажен ден нека ви биде радосен. Божи вратата да ви е злати, секогаш среќа да ве прати. Ангел срцето кон љубов нека го води, Божи мир. Sestro, moите mili vnučiња, во нив тебе јас те познав како малечка. Од очи солза капна, до срце ме изгоре, твојта рожба не ме позна, не ми прозборе. Сестро, мила сестро, грешки да си прости ме. Зарем вака, брат без сестра, ке живееме. Ајде сестро, мила сестро, грешки да си прости ме. Зарем вака, брат без сестра, ке живееме.
сестро мила, какво детство имавме, арно и лошо ние сложно делевме. В недела дома дојди после толку години, јас за тебе прошка имам и ти прости ми. Ајде сестро, мила сестро, грешки да си прости ме. Зарем вака, брат без сестра, ке живееме. Ајде сестро, мила сестро, грешки да си прости ме. Зарем вака, брат без сестра, ке живееме. Сестро, мила сестро, грешки да си прости ме. Зарем вака, брат без сестра, ке живееме. Ајде сестро, мила сестро, грешки да си прости ме. Зарем вака, брат без сестра, ке живееме. Зарем вака, брат без сестра, ке живееме. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имете пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. Имајте успешна работна седница и божикни и новогодишни празници. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday same time. Good night.